Добре, криптоентузијасти, имаме малку комплицирано видео денес, но ова е апдейт на претходното видео за Мика, каде што објавивме дека истиот ќе биде во сила, со тоа што сега моментално веќе е изгласан, ќе објасниме се нормално, но има некои новитети, иако некои информации мораме да ги повториме во претходното видео, има некои новитети кои што сакаме да ги споделиме со вас, со оглед на фактот дека нашата посета на трибината на Crypto Hub Малта беше доста позитивно со оглед на фактот дека ова беше сега објаснето и дообјаснето, така речено, од страна на двајца адвокати кои што се исклучиво задолжени за ваков тип на бизниси во својата адвокатска компанија, затоа што знаете и сами дека Малта е еден од оние први центри во Европа кои што има практично потреба од овој закон, со тоа што самата Малта веќе поседува свој закон наречен VFA, со тоа што за тоа малку подоцна, но поентата е дека нели, поради тоа и толку е битно и поради тоа толку се засегаат во Малта во однос на оваа ситуација, затоа што голем дел од бизнисите се онлайн гемблинг и ваков тип на услуги како крипто. Со тоа што не знам дали знаете, но дури и Binance своевремено има представништво на Малта, ако не се лажам и прво представништво, но нешто не се договориле со владата, па затоа Binance не е веќе овде. Како и да е. Значи, официјално 16 мај значи се е изгласано со тоа што каде моментално се ногаме. Е сега, на оваа страна која што ќе ја ставам како линк од официјалната страна на Европскиот совет, ќе може да го најдете ова буквално како бекграунд, уствари се за самиот закон, и овдека ова е PDF верзијата на официјалниот Мика закон моментално. Со тоа што ова е официјалната верзија, 525 страни, доколку сакате подетално да се занимавате со ова, слободно прочитајте ја. Јас само во кратки црти ќе објаснам се што треба да ви биде познато и уште еднаш зошто треба да го знаете ова. Знам дека нели сега вас не мислите дека не е за сега со оглед на фактот дека е за Европска унија, но прашање на време е кога нашите ќе го копираат во Македонија, со оглед на фактот дека нашето законодавство мора да биде усогласено со Европската унија, затоа што се наоѓаме на патот. Ќе влеземе во 2300 година, но како и да е сега ќе го имплементираат законот порано со оглед на фактот дека мораме да го усогласуваме правото. Значи да не навлегуваме во тој дел. Поентата е што битниот дел за вас моментално е каква заштита ви нуди овој закон, која што ќе биде многу позитивна за вас во однос на криптовалутите, затоа што овој закон моментално е првиот кој што нуди некаков тип на заштита за инвеститорите, за конзуматорите на овие услуги, така речено. Е сега, во однос на тоа каде се ногаме, значи ќе стигнеме нели дел по дел ќе објасниме се. Во однос на тоа каде се ногаме, значи публикацијата е завршена и моментално е во сила во првата четвртина од 2023 година. Со тоа што моментално официјално потребни се 18 месеци кои што би биле негде последната четвртина на 2024, првата четвртина на 2025 за конечно целосно да биде во употреба Мика. Со тоа што гледаме дека имаме неколку различни практично степени на имплементација. Зошто е ова така? Затоа што потребни се повеќе од година дена да им се даде прво на сите членки земји на Европска унија да формираат своји органи, затоа што овдека само генерално е објаснето како ќе бидат регулирани и оние кои што нудат услуги и оние кои што примаат услуги во криптосекторот, додека останатото останува на секоја држава засебно да одлучи каков тип на орган ќе го прави тоа, само треба да се држи до оваа генерална рамка на регулатива. Со тоа што, како што кажавме, значи последниот дел односно лицензирањето и КАСПС е уствари 18 месеци од моменталната ситуација, а тоа е негде крајот на 2024, почетокот на 2025, кога треба да влезе целосно во употреба. Значи до тогаш нема да биде во употреба самиот закон. Значи ова е сепак регулатива која што допрва ќе стигне на сила и пак ќе напоменам, значи ова случајно се буквално значи поклопува со следниот bull market, со оглед на фактот дека во првата, односно втората четвртина на 2024 година очекуваме халвинг, а знаеме дека една година после халвингот имаме bull market. Така да ова случајно се поклопува, ако ме разбирате. Е сега, во однос на тоа што уствари самиот закон сака да направи, значи прво ќе ви го кажам најбитниот дел за вас, односно основните 4 заштити кои што ќе ги имате со овој закон. Сега не заборавајте дека ова дополнително ќе биде обработено во секое
национално право од 28 членки на Европска унија, со тоа што дополнително ќе биде објаснето. Значи, дури кога ги прашав адвокатите со оглед на фактот дека и самите по себе, значи се обидуваат да го објаснат тоа, но е малку материјата сама по себе се уште не е доволно, како да кажам, чиста. Зошто го велам ова? Значи, кога ги прашав, они ми рекоа дека Мика како таков моментално е само како насок. Додека дополнително во овој закон ќе биде издаден уште еден ваков практично Мика, кој што ќе има техничка верзија, односно како се тоа треба да биде применето. Значи, сега моментално ова е практично првенствено како основа, односно како би функционирало самото право, самата регулатива, основни поими и слично, додека техничкиот дел ќе биде дополнително направен и објавен и нормално доставен до земјите членки. Сега, основните цели: ensuring legal certainty for crypto assets in scope, значи да има практично соодветна правна рамка за крипто средствата, supporting innovation and fair competition, значи практично за поддршка на иновација и соодветна, значи fair компетитивност на пазарот, protecting consumers, investors and market integrity, значи овој дел е оно кој што вас највеќе треба да ве занима, односно заштита на практично оваа ситуација корисници, инвеститори, како и интегритетот на пазарот, ensuring financial stability with the inclusion of safeguards. Значи, се обидуваат да направат соодветна финансиска стабилност преку ставање на соодветни заштити на финансискиот систем. Ова е малку по-комплицирано и малку по-високо на оваа платна скала на луѓе кои што работат, но можеби некои од вас и работат ваков тип на компании или поседуваат, каде што ова е многу битно. Посебно по делбата на токени, за која што ќе поразговараме малку подоцна. Прва и најбитна работа која што мораме да разбереме, дека самата заштита која што ви е дозволува моментално Мика, која што е вклучена во оние 545 страници, но јас само ќе ги набројам за да ви биде јасно што практично опфаќа самата заштита. Значи, во било кое време на овој орган кој што ќе биде воспоставен на секој од овие членки, ќе имате право да поднесете практично комплейнт, односно практично поплака, така речено. Значи, нели, да практично ја известите оваа комисија или што и да биде органот за тоа што се случува и што моментално вас ви е нарушено како право. Вториот дел, имате право да ги повлечете вашите средства 14 дена откако истите ќе ги внесете во одреден проект, односно откако ќе купите одредена ствар, доколку самиот проект не е на одредена менувачница, односно што станува во зборов дека. Да речеме дека моментално има некаков тип на ICO, Initial Coin Offering, каде што вие моментално сте мислеле дека добра е ситуацијата, ви се допаѓа проектот и моментално инвестирате одредена сума. Имате 14 дена да се премислите и да побарате оваа сума да ви биде вратена, нормално за возот на токените назад, кој што ви го дава како опција во случај нели да едноставно може ви најдете нешто подоцна што не ви се допаѓа или слично, со тоа што ова е исклучиво ако токените не се веќе enlisted, односно ако не се ставени на менувачници за тргување, че станува збор за нови токени. Сега, minimal requirements for white paper. Значи, за секој од проектите кој што ќе биде дел од кои што ќе бидат одобрени практично од овој регулатор, каде и да е, во која и да е држава, значи ќе има основни минимални правила на како треба и што треба да биде составено во white paper. Значи white paper, знаете и сами, представува така речено регулативата која што самиот проект ќе дава за својот проект. Значи тоа е, нели, како и биткоин, така и сите криптовалути имаат свој white paper каде што стои и токеномија, и основоположници, функција, фондација и слично. Така да во оваа ситуација, значи на тој начин се заштитувате повеќе со оглед на фактот дека нема да може било какви проекти да бидат практично дозволени од регулаторот, значи ќе мораат да имаат основни права по кои што ќе ги исполнуваат условите за да бидат регулирани и да може да функционираат на територијата на Европска унија. И доколку, значи, поднесете одредена представка до ваквиот регулатор и докажете дека практично имало некаков тип на измама или нешто било спротивно на оно што би било ветено или оно што е содржано во white paper, во оваа ситуација, значи, имате право од страна на регулаторот да барате оштета. Така да, фактички овој регулатор ќе биде оној кој што е задолжен за представки и за барање оштета од одредени проекти. Ова е најбитниот дел кој што вас ви интересира, затоа што верувам дека поголемиот дел од луѓето кои што гледаат мојот канал се инвеститори или трговци, така да ова е најбитниот дел кој што вас ве засега
и треба да го знаете кога ќе дојде овој закон, затоа што тој регулатор ќе биде заложен за овие основни права кои што моментално ги имате. Сега, во однос на каков тип на токени, че основната подела е на e-money tokens, utility tokens и asset reference tokens. Ќе ги објасниме сите поред, со тоа што секој од нив има соодветна намена и според тоа ќе знаете во која територија, во која категорија спаѓа. Со тоа што уште еднаш, значи најбитните токени кои што за вас ќе бидат во оваа ситуација се utility tokens, кои што во оваа ситуација се и utility и non-asset, само уште односно, практично овој non-asset reference tokens и utility tokens практично спаѓаат во истата utility токени, каде што спаѓаат сите најголем дел од токените кои што моментално ги користиме. Сега ќе ви објаснам како и што. Значи најбитните и најстрашно регулираните ќе бидат asset reference tokens и e-money tokens. Asset reference tokens и самото име ви го кажува тоа. Значи asset представува одредено добро, reference практично референца на вредноста на тоа добро. Значи што уствари би значило тоа? Тоа би значило токен како PAXG. Односно тоа се токени кои што се врзани за одредено добро. Сега дали тоа ќе биде злато или ќе биде некој друг тип на минерал или пак нешто, нели, некоја кошничка од одредени валути и слично, значи само да не биде директно врзан со фиат валута. Значи овдека станува збор исклучиво за валути кои што самите по себе се врзани за одредено добро. Еден од најдобрите примери кои што можеме да го дадеме PAXG, кој што е уствари издадено од Paxos и представува стейбл коин во противвредност на вредноста на златото, каде што во оваа ситуација директно би спаѓал под asset reference токен. Но ваков тип на токени нема многу. Сепак, значи една од најтешко регулираните категории заедно со e-money токени, затоа и прво ги обработуваме нив, представуваат уствари ваквите видови на токени, затоа што задираат директно во финансиската сила, односно во економијата на Европската унија. Посебно e-money токените, каде што практично ова се платежни токени кои што најчесто се врзани директно со фиат валута, како што е USDC, USDT и така. Сега, околу овие, значи најбитно што би требало, затоа што не верувам дека некој од вас има моментално стейблкоин, најбитно што би требало да разбереме е дека ќе има многу тешка регулатива, ќе има многу висока лиценца која што е потребна на оној практично субјект кој што ќе треба да го издаде овој токен, за да може да работи на Европска унија, со тоа што ќе има сигурно огромен број на проверки, огромен број на постојани аудити. Значи идејата што е на овие два токена е дека истите од страна на регулаторот дебело ќе бидат и регулирани и контролирани постојано, затоа што директно задираат во банките на Европа, директно задираат во финансиската потенцијална стабилност на Европа. Затоа што ќе имаме одлив од средствата кои што моментално ги држат банките на контото на овие провайдери на стейблкоини. Тука е проблемот. Затоа имаме различен тип на лиценца која што може да имате, затоа ќе поразговараме малку подоцна. Тоа е нешто што претходно не можеме да го објасниме. Значи во однос на висината на лиценцата која што имате и повеќе права нормално и обврски во однос на работата на криптопазарот на Европска унија, со тоа што повторно нас не занима кои од овие ќе бидат регулаторно одобрени. Уште една битна работа која што можеби не ја спомнавме е дека доколку во било која од овие држави сте регулиран, автоматски имате право да работите на целата територија на Европска унија, па така да верувам дека и вакви земји како Малта, каде што има малку полабаво законодавство во однос на крипто, ќе бидат доста популарни во однос на оваа ситуација. Сега, уште еднаш, значи ќе треба многу висок степен на лиценца, затоа што има левели на лиценца и многу, пак ќе кажам, значи верувам дека ќе треба да скокаат помеѓу многу обрачи, но тоа е добро за вас. Зошто? Затоа што на тој начин регулаторите се обидуваат да обезбедат дека нема да има нестабилност на пазарот предизвикана од овие играчи. Така да оние, претпоставувам, само неколку кои што ќе бидат дозволени да имаат ваков тип на e-money токени и asset reference токени, ќе бидат сигурно доста безбедни со оглед на фактот дека ќе стојат соодветни европски регулаторни тела позади нивната сигурност. Сега, она што нас не е битно моментално се utility токени и non-asset reference токени. Значи, ова во практично поделбата на токени спаѓа под друго, под останато. Значи, они, гледате, единствено се фокусираат на стейблкоини и на ваков тип на коини кои што се нели поврзани со одредена сума на нели цена на газ, на злато, на што и да е. Додека utility токени представуваат токени кои што се директно поврзани со одредена платформа
и се користат за користење на услуги од самата платформа. Без разлика дали е тоа купување, дали е именување или слично. Со тоа што еден од оние кои што би бил добар пример е Uniswap, каде што значи самиот Uniswap има единствена и ограничена практично корисност на тоа што истиот е gas fee токен и governance токен на Uniswap како менувачница, како децентрализирана менувачница најголема во светот. Така да ова би било еден соодветен пример за да разберете каков тип на utility токени станува збор. Значи ова би било исто и кога на пример некој би издал одредени токени од продавница. Мислам дека слично на ова би можело да биде земен и Chiliz, кој што е исто така малтешки проект, кој што представува токен кој што вие го користите со цел да може да гласате на нивната платформа или да добиете некои бенефити, купите некои одредени ствари и слично. Така да само оние токени кои што се директно поврзани со проектот и нивната платформа се наречени utility токени затоа што се користат исклучиво на самата платформа. Додека се останато спаѓа по non-asset reference токени, односно токени кои што не се поврзани со вредноста на одредени други капитални добра. Овдека би спаѓале, ама буквално сите. Значи, Layer 1, Layer 2, не знам, Internet of Things, DeFi имаме една голема разлика која што ќе треба да поразговараме, но се останато, практично 90% од категориите на токени ќе спаѓаат во овој дел, каде што имаме и најмала регулатива. Односно, овдека нема скоро никакви посебни побарувања, за тоа што ќе поразговараме малку подоцна, во однос на практично оформување ваков тип на проекти и нели проаѓање низ оној лиценцирање процес низ нели да речем оваа ситуација. Сега, што е исклучок на utility токените? Значи практично кои делови од utility токените не спаѓаат во ова така речено категорија. Значи ова се како exemptions, односно изземање. Значи, crypto assets that are automatically created as a reward for maintenance or validation. Значи, во оваа ситуација што сака да ви каже е дека сите оние крипто токени кои што ќе бидат автоматски креирани за maintenance или валидација, односно овдека станува збор за стейкинг. Значи, ова е практично кога имате валидирање на трансакции на одреден блокчейн, оние токени кои што ги добивате како награда за ваквата работа нема да спаѓаат во скопот, односно во оваа регулатива, нема да бидат регулирани со оваа регулатива, така да сега се уште немаат соодветна регулатива. Securities и financial instruments, че оваа ситуација станува збор за финансиски инструменти и securities, односно хартија од вредност. Финансиски инструменти станува збор за да речем futures и options и слична работа, значи тоа се одредени пак на некој начин капитал и добра кои што веќе се регулирани со други закони. Зошто? Затоа што имате веќе закон на Европска унија, односно на ниво на Европска унија кој се занимава со хартија од вредност, со ваков тип на финансиски инструменти, така да за тие ќе мора да погледнете. Значи поентата што е, ако имаме утре одредени проекти кои што ќе се регистрираат како хартија од вредност или пак кои што ќе имаат опции од типот на futures и options, истите ќе мораат да бидат регулирани и нели ако вие ги користите да видите кои се вашите права и обврски според овие закони. Tokens not issued to the public or admitted on an exchange. Значи овдека станува збор за токени кои што се приватни за одредена организација сама по себе, а не се наоѓаат на одредена менувачница и не се практично направени за да бидат споделени со јавност. Пример за ова би бил искрено Ripple, затоа што идејата на Ripple никогаш не била да биде споделен со секојдневната јавност, односно нив од секогаш идејата им била токенот да биде исклучиво наменет за ликвидност помеѓу банки и финансиски институции. Но среќа нашо што практично ова го одбиле како план банките и институциите со оглед на фактот дека нели Ripple бил никој и ништо кога истиот настанува 2014 година, па поради оваа причина и имаме среќа да поседуваме ваков тип на коини. Tokens which concern a good or service which exists or is in operation. Овдека кратко речено ова е слично на оние utility токени кои што кажуваме дека се поврзани директно со одредено нешто, дали е тоа сервис, дали е платформа или слично, така да не знам зошто одека ова го ставаат како екземпција, искрено не можам да го разберам доволно. Ајде, ќе го прескокнеме овој дел, искрено стварно не можам да разберам точно зошто, затоа што како што може видите и сами ова е кратка презентација која што не ги објаснува овие дел по дел, ова го објаснувам јас од она што јас лично го знам, они само ги презентираа како ова се да речам исклучоците. Tokens offered for free, requiring personal data is not considered free. Сега, ова е на некој начин и исклучок, но и совет. Значи, токени кои што ви ги даваат бесплатно, а за тоа бараат соодветна дата, односно соодветен, да речем, ваш личен податок, како што кажуваат овдека, значи,
доколку нема цена на токенот, вие сте цена, значи практично вие сте продуктот. Но нели и оние кои што директно ќе бидат дадени бесплатно, јас верувам дека ова станува збор овдека за airdrops. Така да airdroповите не се опфатени и нема да бидат регулирани со овој закон. И исто ова е многу битно. Токени кои што ќе бидат дадени на помалку од 150 луѓе и кои што ќе имаат маркет кап помалку од 1 милион, исто така не спаѓаат во опсегот на оваа регулатива, односно станува збор за премногу незначителни токени, практично колку што можам да видам. И нормално токени кои што се наоѓаат практично надвор и од Европската унија. Односно, ако пример, вашиот токен е легален, да речеме, во Сингапур и се тргува на оваа менувачница, а вие сте моментално, да речем, граѓани на некоја од европските држави, а сакате да практично купите овој токен, значи нема да бидете заштитени, ниту пак имате обврски по овој закон, со оглед на фактот дека го купувате од менувачица надвор од Европската унија. Така да сте оставени практично сами на себе си и со обврски и со право. Така да тоа е исто питно да се земе во предвид. Овдека дури имаше некои одредени прашања, буквално така. Значи ако сакате да купите одреден токен кој што моментално е легален во Сингапур, а во Европската унија не ни постои, никој нема да ве забрани, ниту пак да ви врши некаков тип на контрола, но нормално нема да имате ни заштита во однос на истиот. Сега, CASP, односно Crypto Asset Service Provider. Тоа е, ако се сеќавате, значи во ова, тоа е последниот дел. Односно, licensing is needed for CASPs. Што уствари тоа значи? Тоа се CASP представуваат Crypto Asset Service Provider, односно сите оние компании и физички лица кои што ќе даваат некаков тип на услуги во крипто светот. Се нарекуваат CASP. Затоа и се запишани како Crypto Asset Service Provider. Со тоа што секој од овие во однос на тоа што сака да прави, значи ќе има соодветно, јас извинувам за водителката, но не можев никако да ја земам слика без да ја, така да ќе гледаме околу неа. Се извинувам, но не можев никако да, нема нигде овие слики, значи ова не се материјали кои што може да ги најдете со оглед на фактот дека законот е премногу нов. Така да поради ова мораме да работиме од овие слики кои што ги земав таму на самата трибина. И доста сме ја фатиле во афект моментално. Како и да е. Значи во однос на лиценците кои што ќе бидат потребни за различни типови на CASP, односно нели оние провайдери на услуги во крипто светот, можеме да видиме дека има различни лиценци за различен тип на дејства. Односно, Custody and Administration of Crypto Assets, ова представува менувачница. Затоа е custody, затоа што некој ги држи во ваше име. Operation of a Trading Platform for Crypto Assets. Ова е пак платформа, со тоа што не мора да биде нели custody, ова може да биде и DEX. Значи, овдека практично, иако децентрализираните менувачници се иземени, ќе ви кажам кој е исклучокот, генерално овдека би спаѓале затоа што станува збор за операција во која што имате платформи за крипто, тргување на крипто, така да и дексовите се овде, зошто? Затоа што централизираните менувачници ги држат вашите криптовалути, додека децентрализираните вие ги имате на вашиот ноќник, но ги тргувате преку користење на овие менувачници, па затоа и овдека спаѓа. Exchange for Crypto Assets for Funds, ова е практично on и off ramps, значи овдека каде што вие практично користите одредени услуги за да замените крипто во евра и обратно, би биле нели оние кои што има потребно исто така лиценца. Exchange for Crypto Assets for Other Crypto Assets, пак, значи ова спаѓа овдека со оглед на фактот дека ова е замена за еден крипто со друг крипто, повторна менувачица, без разлика дали централизирана или децентрализирана. Execution of orders for crypto assets on behalf of third parties. Ова е веќе практично кога вие ги давате на брокер. Значи, ако одреден брокер ги работи вашите криптовалути, во однос на тоа што вие само му давате насоки што сакате да направите со нив, ваквиот брокер ќе мора да има соодветна лиценца во однос на МИКА. Значи, ако до сега брокерите имаат соодветна лиценца во однос на законот за хартија од вредност, сега ќе мора да имаат дополнителна лиценца доколку сакаат да работат со крипто во ваше име. Placing of crypto assets, сега ова мислам дека е на некој начин placing. Сега стварно не можам да они пак ќе кажам, не ги објасни овие, јас ви кажувам од она што јас го знам, че placing би било практично како место каде што може да ги ставите вашите крипто. Сега ова е малку широка дефиниција, ќе видиме што точно значи, нели, и понатаму ќе има разработки на овој закон. Transfer services for crypto assets on behalf of third parties. Значи овдека кога вие практично не ги праќате вашите валути директно, туку некој ги праќа од ваше име. Пак на некој начин станува збор за брокер, со оглед на фактот дека кога тргувате, практично во исто време правите и трансфер
нели ако станува збор за директна трговија помеѓу брокер и брокер, станува збор за трансфер на криптоасетс. Дополнително ова би било и доколку да речем се појават компании кои што ќе прават трансфер на вашите валути, ако не знаете да го направите тоа сами, мада тоа би било глупаво, ова е буквално спротивно на се што представува крипто, но нели ќе видиме колку иде. Reception and transmission of orders for crypto assets behalf on third parties. Пак, значи, било каков тип на работа, која што е поврзана со трети лица, кои што имаат кастади, односно кои што имаат старателство на вашите криптовалути, ќе биде директно барана лиценца за тоа да може да го работи. Значи, во било каков тип на услуга, каде што имаме трето лице кое што во ваше име треба да врши одредени ствари со крипто, ќе мора да има соодветна лиценца. Providing advice on crypto assets е сега. Ова е многу битна работа со она што јас постојано го кажувам. Она што јас го кажувам не се финансиски совети. Односно, за да можам јас лично да ви дадам вас совет што да купите и како да купите, ќе морам да го направам тоа со соодветна лиценца. Но јас немам намера тоа да го правам, сакам да ви да поменам посебно на оние кои што сакаат да отворат канал или кои што даваат лични совети на одредени лица што да прават со своето крипто портфолио, дека е во ризик да се најдете во оваа категорија каде што ви е потребно соодветна лиценца за да може да го правите тоа. Без разлика дали е YouTube канал, дали е лично, значи верувајте ми, ова може да ви се врати, затоа што некој ќе ве накодаши дека сте давале совети и ќе имате проблем. Само да ви го напоменам тоа. Providing portfolio management on crypto assets, иста ситуација. Дали им давате совет што да купат или им давате совет како треба да им изгледа портфолиото, е иста ситуација. Затоа и постојано кога ние правиме видеа, објаснуваме дека ова е наша идеја и ви кажуваме што ние правиме со нашето портфолио. И дека во секој од овие случаи можете да направите сопствена истражување со цел да имате одредена јасна, да речам, слика што правите вие со вашето портфолио. Е сега, exemptions, односно кои нема да бидат опфатени. Исто така многу битно затоа што може да се најдете во ситуација каде што некој од овие токени или услуги кои што ги користите од овие CASP, односно провайдери на услуги во крипто секторот, може да не бидат опфатени од овој закон, автоматски да не бидете заштитени. Значи, in-group activity е сега, ова искрено и они не го објаснија доволно, стварно не можам да ви кажам точно што значи. Lending and borrowing of crypto assets including electronic money tokens. Е сега, ова ја мислам една голема грешка, кај нив, затоа што овдека спаѓаат протоколи како AAV, како Compound, каде што вие практично позаемувате и враќате нели со камата, но истите не се обработени со овој закон, така да AAV и Compound и останатите компании и понатаму нема да можат да работат регуларно и да работат со закон заштитени во Европската унија, така да останува да видиме. Е сега, DeFi, ако се сеќавате оно што ви го кажав. Значи, децентрализирани финансии, самите по себе нема да бидат во овој закон и нема се уште да бидат соодветно регулирани доколку имаат DAO. Значи, ако имаме одреден проект кој што е дел од децентрализираните финансии, како AAV, и истиот има DAO, односно децентрализирана автономна организација во позадина која што одлучува за овој DeFi проект, нема да спаѓаат под овој закон. Така да ја не верувам дека уште долго време нема да имаме закон за ова, така да практично работат на сиво и имаме некоја зона измеѓу каде што не се ниту нелегални, ниту се легални, а некој не може да им забрани. Но ова го напоменаа и они затоа што јас прашав исклучиво. Кој степен на децентрализација станува збор? Комплетен. Значи, иако тоа е многу ретко на криптопазарот, станува збор за комплетна децентрализација. Значи, проекти кои што се целосно децентрализирани нема да имаат потреба да скакаат во овие обрачи. Е сега, комплетна децентрализација освен на биткоин и потенцијално на ADA наскоро, не знам дека друг некој проект постои со целосна комплетна децентрализација. Значи, доколку регулаторниот, да речем, орган утврди дека, например, одредена да речем фондацијата на проектот има големи ингеренции над проектот, автоматски веќе не е целосно децентрализиран и мора да ги исполни правилата кои што доаѓаат од самиот МИКА. Така да верувам дека ако ништо друго овие проекти ќе мора да добијат потврда од регулаторите дека се целосно децентрализирани за да можат да работат на европските пазари, така да пак имаме на некој начин, нели, потврда барем. Знаеме дека истите не спаѓаат под овој проект и може да се тргуваат во Европска унија, но верувајте ми, за една година ќе знаеме многу повеќе. Hardware or software providers of non-custodial wallets. Односно, самите компании кои што продаваат wallet-и, значи новчаници, кои што се нели cold wallet, како што разговаравме, како ајде повторно, Elipal, Trezor, Ledger, кои да сакате,
нема да спаѓаат како дел од оваа легислатива. Liquidator or administrator operating as part of an insolvency procedure, да речеме дека пропаднала одредена менувачница, значи оној кој што ќе биде поставен како ликвидатор, знаете сами како стечајен управник по нашето право, нема да мора да ги следи овие правила, затоа што има соодветни правила и процедури кои што ќе ги следи според нели, знаете и сами. Правото за стечајно право практично во оваа ситуација, со тоа што нормално секоја држава си има своје. Централни банки и public authorities, значи важи за црнците, но не важи и за овие што се на власт. Само толку имам да кажам, централните банки и јавните функции практично во оваа ситуација нема да бидат практично опфатени со овој закон, така да ќе може да прават што сакаат, така ми изгледа. И нормално, the European Investment Bank and its subsidiaries, the European Financial Stability Facility or the European Stability Mechanism or Public International Organizations. Сите европски институции и банки исто така нема да мораат да го следат овој закон. Многу добро. Значи направивме закон со кој што ги регулираме сите работи, но истите нема да важат за институции. Многу добро. Сега, многу битна работа која што мораме да напоменеме е дека NFTs не се опфатени. Значи NFTs не се ни спомнати во законот, верували или не, така да како ќе се регулира ова не знам. Многу се шпекулира дека NFTs ќе може да се тргуваат без да има потреба од некаков тип на посебна лиценца. Единствено се регулирани fractionalized NFTs. Односно, ако се сеќавате со оглед на фактот дека NFT сами по себе некогаш се многу скапи, некогаш самото NFT има опција да биде направено на фракции, односно да биде поделено на повеќе луѓе кои што поседуваат дел од самиот NFT, така да овие ќе бидат регулирани, но се уште не е јасно како. И да видиме што останува. Да, многу битна работа. Значи, вака сега, на крајот јас ќе ви кажам што оприлика прашав, затоа што тоа се две многу битни прашања кои што очигледно не знае ни они како да ги одговорат, но е битна работа која што сакаме вие да земете во препит. Прва и најбитна работа е тоа дека privacy coins, како Monero, како Zcash, се целосно забранети. Зборувам целосно забранети. Ниту менувачниците ќе можат да ги купат или да ги продаваат на територија на Европска Унија, ниту пак некој ќе може легално да ги купи. Сега, постои, значи не е шпекулација, туку ова е препорака на FATF, знаете и сами, FATF еден од моите омилени, одма таму едно до друго се со Светскиот економски форум, значи тоа е она Financial Task Force се нарекува, а представува практично оние проблемот во светот, кои што ги ограничуваат сите ваши права, па тие се тие, FATF, погледнете има кај нас FATF, видео, погледнете и ќе ви стане јасно кои се уствари овие луѓе, кои што се над сите закони. Така да, според нивните препораки, овие Financial Task Force бараат да има флагирање на новчаници кои што поседуваат одредени privacy коини. Затоа што наводно сите тие новчаници биле 100% поврзани со криминал, со перење на пари, тоа е според нив. Односно се пара никаков степен на приватност да немате, тоа е целта на овој закон и на ова, да речем, Financial Task Force, како и да е. Значи, ова иако не е вклучено во МИКА, јас ги прашав со оглед на фактот дека ова се луѓе кои што ги поминале овие 500 страни и ги работат секојдневно, ги прашав. Значи, препораката на FATF и понатаму стои дека ќе бидат флагирани новчаниците кои што поседуваат privacy коини и дека таквите новчаници нема да им биде дозволено да можат, например, ако станува збор за менувачица која што е регулирана во Европска Унија, вие практично нема да ви биде дозволено ниту да направите профил. Значи, вие нема да може да го поврзете вашиот новчаник со менувачницата, односно нема да може ни да пратите, ниту пак да земете средства на овој новчаник од вашиот, затоа што сте флагиран како новчаник кој што поседува privacy коини. Така да имајте го тоа во предвид и они сами не знае околу ова да ми објаснат, но јас верувам дека ова ќе биде правило и затоа уште еднаш ќе напоменам исклучиво за овие privacy коини, ако веќе сакате да ги држите, мој совет држите ги на посебен новчаник кој што не е поврзан со вашиот главен новчаник, на кој што ви стои останатото портфолио, затоа што голема веројатност е дека ако не може да користите тој новчаник, сите валути кои што ги имате таму се флагирани и истите нема да може да ги продадете или ќе биде многу тешко да ги продадете ваквите валути. Имајте го тоа во предвид, значи тоа моментално се обидуваат да го скратат со МИКА. Така да пак ќе напоменам, држење на privacy коини според мене не е паметно. Иако тоа треба да биде крипто, не е паметно. И битна работа исто така која што морам да ја напоменам. Значи ги прашав што мислат во однос на ISO 20022.
Значи, зошто е тоа битно? Сироти не знае ни што представува ISO 20022, не знам како се оние адвокати, но нели, како и да е. Идејата што е? Значи, вие имате МИКА, кој што ќе биде практично закон кој што најчесто регулира физички и правни лица кои што се занимаваат со криптосферата. ISO 2002, за разлика од МИКА кој што е локален закон на Европска унија, представува глобален стандард за прифаќање на CBDCs и крипто од страна на институции и банки, и истите сега моментално ја поседуваат технологијата, значи моментално банките поседуваат преку ISO 2022 технологија за транспорт на CBDCs и на криптовалути. Со тоа што разликата е во тоа што ако добиете вие лиценца од МИКА, вие може да работите само во Европска унија. Но ако добиете стандард кој што ќе ви биде признаен од ISO 2022, практично дека ги исполнувате правилата на оваа пак така речено регулатива глобална, вие добивате тикер и може да бидете тргуван и на берзи, и на институции, и во банки. Така да тоа е многу поголемо и многу побитно и ги прашав. Дали ќе биде ист регулатор? Значи, ако веќе имаме соодветен регулатор во државата, дали тој ќе биде заложен и за ISO 2022 и за МИКА? Дали лиценците ќе бидат поврзани? Очигледно не знае ни што представува ISO 2022, а не па дали ќе биде поврзан. Нивниот одговор беше техничкиот дел се уште го чекаме од законот кој што ќе ни објасни како ќе функционираат сите овие процедури, така да ќе видиме тогаш. Но како и да е, интересно е дека се уште нема никаков тип на регулатива кој што ги поврзува овие два многу битни и во иста сфера така речено закони и ќе видиме како се тоа ќе се одвива и нели ако некој има повеќе знаење околу ова, ќе ве замолам да ми одговорите затоа што и мене ме интересира. Значи пак ќе напоменам, ако вие сте добиле лиценца на ISO 2022 кој што ви дозволува глобално, вклучувајќи и Европска унија, да бидете тргуван од страна на институции, банки и берзи, тогаш не гледам причина зашто ви требало и МИКА да имате, но нели, затоа и сакам да знам, затоа и го поставив ова прашање. И за оние неколку да речем што гледаат мојот канал, затоа што гледам дека има околу 5% на луѓе кои што гледаат мојот канал од Малта, само да напоменеме дека законот VFA кој што моментално работи од 2018 година на територијата на Малта, поради кој што и ние се наоѓаме овдека, кој што значи ги смета криптовалутите како странски инвестиции и не им наплаќа даноци затоа што ги смета за странски капитални инвестиции. Така да во оваа ситуација се уште нема никакви да речем објаснување дали нешто ќе се промени во однос на даночната стапка, нели ова даночно ослободување, но она што е најбитно да го знаете е дека VFA е многу сличен на МИКА и дека многу голем дел од МИКА е практично превземен од самиот VFA, со тоа што со настапување на сила, значи VFA и моментално органите во Малта, веќе, значи MFSA практично е органот во Малта, веќе се во директна соработка и се обидуваат да ги, значи испеглаат само оние неколку различни работи кои што ги има во МИКА, ги нема во VFA, така да Малта се очекува да биде уште наредната година прва која што директно ќе го применува МИКА, нели, откако ќе биде усогласен со VFA, националниот закон за нели виртуални финансиски добри. Сега, тоа е една многу кратка работа која што сакав да ја кажам на оние кои што се занимаваат со ова во Малта, дека тоа на некој начин е позитивно затоа што голема веројатност дека голем дел од компаниите кои што сакаат да дојдат во Европска унија ќе дојдат прво на Малта, затоа што Малта веќе поседува ваков закон, а од кога ќе го усогласи, голема веројатноста дека ќе биде прва, дури и тоа го очекува Европската унија, која што ќе го примени овој закон во цела Европска унија најбрзо наредната година. Тоа е се што имаме да кажеме за овој закон. Се надевам дека нели, ако имате дополнителни информации ќе ги оставите во коментар, на некој начин нели, гледате дека целата оваа материја се уште лебди, не е ништо толку официјално, ова се само дополнителни извори од кои што успеаваме да прибереме некоја информација која што ни е битна, така да се надевам дека ако имате нешто дополнително ќе го оставите во коментар под видеото за мене и за останатите кои што сакаат да научат нешто повеќе. Како и секогаш, значи гледате дека работиме напорно, се обидуваме што можеме повеќе да пренесеме знаење затоа што булмаркетот доаѓа, а оние кои што ќе бидат спремни ќе бидат оние кои што најдобро ќе си помина следниот булмаркет, така да како заедница можеме најдобро. Гледате дека се повеќе и повеќе луѓе ни помагаат во однос на прибирање на вести и се надевам дека овој тренд на работа за заедницата ќе продолжи и како и секогаш ви благодарам за секоја поддршка што ни ја давате, без разлика каков тип на поддршка станува збор, но она што најмалку да речем на ситница која што бараме од вас е лайк, шер, сабскрајб со цел да го споделиме овој видео на што повеќе македонци преку помош на алгоритмот на YouTube да го сподели овој видео што повеќе и нормално најдобро секогаш е лична препорака, доколку ви се допаѓа што го работиме на нашиот канал,
би ве замолиле, доколку има некој што сака да научи нешто повеќе околу крипто секторот, едноставно споделете го нашиот канал или материјалите кои што ги работиме за вас, со цел да не биде залудна оваа работа, туку да ја донесеме до што повеќе македонци. Ви благодарам, како и секогаш се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Геймиџи.